Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерашната тема задира во суштината и срцевината, не само оно што е сегашност, туку многу повеќе што ќе биде иднина во рамки на Република Македонија, а тоа е зошто некој толку долго инсистира и му се дозволува да работи на еден проект кој дели Македонија на два дела, на македонци кои се христијани и албанци кои ги асимилират сите оние кои се муслимани во рамки на Република Македонија. Ајде да почнеме со тоа што најмногу ги плаши македонците. Според сегашните трендови, кога може да се случи македонците да бидат малцинство во својата држава? На македонската популација се заканува процес на депопулација. Нулти природен прираст, што веќе во оделни региони имате и негативен природен прираст, што значи имаме повисока стапка на смртност од раѓање. Добро, професоре, дали е оправдано тоа стравување на македонците, дека во наредни 20 или 30 години може да станат македонците малцинство во својата држава или да паднат под 50% на население во рамки на Република Македонија? Сите овие трендови покажуваат дека ние после 2030 година очекуваме можеби побрзо опаѓање апсолутно на бројот на населението во Република Македонија. 2050 може да се променат структурите во полза на другите етникуми. Тоа е точно и ја го прифаќам. Некаде за 35 за 30 може би порано ако вака се продолжат. Пазете, македонците може да бидат малцинство во својата држава. Може да бидат малцинство и мора да ја земеме и варијантата со миграционите процеси. Значи, ова зборувам само за феноменот на природно движење и неговите компоненти. Сега, вие сте антички или обичен египјанец? Па, моето потекло е од античкиот Египет. Значи, поише сте роднина на Клеопатра него на Рамзес I. Зашто? Па вака и ми личите на Клеопатра, да ви кажам право. Личи да така од ова династија на Птоломеидите, значи македонска на античка династија, дојдени овде кој Египет. Па добро, значи египчаните дошли на Балкан пред Александар Македонски, значи некаде. А и вие сте дошле пред Александар Македонски. Па така кажува историјата. Па чиста е дека Александар последен дошол. Па Александар, тој би потикнат од Рамзес II, неговите освојувања, значи тоа многу малку се учи кај нас во нашиот образовен систем, дека првиот освојувач на на светот, нели, да шири цивилизација, мада не цивилизација, него повеќе дошол за експлоатација на железното богатство и на златната руда, е Рамзес II, тоа некаде 13 век пред нашата ера. Значи вие усвари не сте антички египјанец, вие сте праантички египјанец. Не, баш антички. Праантичка е од неолитот. Добро, што е разликата тогаш помеѓу египјаните, да речеме и ромите? Па ромите, значи тоа е прво расистички пристап, значи не може по боја на кожа да изначуваме сите луѓе ставиме во еден. Ромите имаат потекло од Индија. Ние ги нарекува ѓупци, вас ве нарекува египци. Да речеме до пред 15 или 20 години. И цело време не ви поистоветува. Етнонимите не прават наука, етнонимите се фолклористика. Така што има големи број на етноними за срби, за македонци, за албанци, за бугари. Ама се сметате различни. Ако одиме по етнонимите, тоа што нема да има. Ама се сметате различни од ромите, односно ѓупците. Единствено што не е заедничко се предрасудите на белиот човек. Значи ништо друго немаме заедничко со ромите. Значи сега ако би имало ром тука, кој се смета дека се доселени од Индија, тие се од Индија. Од Индија, вие сте египјанец, а јас сум фан на Јосип Броз Тито, значи ќе имавме Насер, Нехро и Тито и ќе можевме ново движење на неврзаните. Не, фан е нешто друго, а потеклото е нешто друго. Па добре, вие словенско потекло во Тито, вие египјанец како Насер и некој ромо кој имавме Бајрам Амде, например, овде. Значи идентитетот е флексибилна категорија и е сосема субјективна категорија. Неврзаните. Зашто? Па тоа е, ние не сме држави, ние сме поединци во сега случај. Така што потеклото е сосема нешто друго, а тоа што вие сте фан на Јосип Броз Тито, е што е ваше право. Гледате, господин Рубин, што е проблемот? Значи, вие сте припадници на една голема империја. Вие, например, на Египет, Рамзес I, Клеопатра, значи една цивилизација, да, една империја не би рекол. Огромна, да речеме. Огромна, со едно огромно историско наследство и така натаму. Ромите, значи, се припадници на таа една индиска цивилизација која ни Александар Македонски не успел. Да, не успел да ја освои. И на крај, вие како припадници едните и другите на такви големи цивилизации ќе се албанизирате поради рамковен договор.
За жал тоа е балканскиот контекст, нели, кај нас, што односно идејата на нација и идејата дека побројните треба да уживаат права е правилото на џунглата. А тоа што кажа дека цивилизацијски народи, закон цивилизацијата е да почитување на диверзитетот. За жал ние последните 20 години живееме во закон на џунглата. Значи што повеќе бројни, тоа повеќе права. За жал така и се претвори нашиот систем после Охридскиот рамковен договор. Сушност овие насери Нехру во Македонија ќе се подредат и ќе се прилагодат на Рамуш Харединај или на Хашим Тачи или на некој командант Вентили кој тамо во Липково барана затвараше вода не пушташе 2001 година у Команово. Видите која е тоа една цивилизацијска девастација што може се од случува. политички аспект, меѓутоа од културолошки аспект тоа тешко може да се случи така едноставно и лесно. Нема масовно се албанизираат и ромите, и масовно се албанизираат и египците, масовно се албанизираат и македонците муслимани. А што тоа тврди дека се албанизирани? Па тоа оди по две линии. Прва исламската заедница, бидејќи таа не е исламска заедница, туку е албанска. Добро, тоа се заедница. хипотези, ама што се аргументите, што тоа го Погледнете, тврдите? например, по Прилепски села можеме да имаме заедно. Некој бил, да речеме, Исмаил Ајдаровски, сега е Ајдари, например. И тоа е масовен процес, рушки, албански села, Тоа се случува можеби делдебарски села. кај торбешката заедница се случува, меѓутоа кај овие заедници што ќе спомнувате вие египчаните и ромите, тоа многу малку се случува бидејќи се ромите? таа Апсолутно. линијата на етничко Апсолутно. поголема, голи границите е многу голема. 7000 гласови што ги освои у трета изборна единица, барем половина се барем половина се роми. Зборуваме за гласање за асимилации. Па како се почнува во овие балкански простори? Прво како гласачка машинерија, после Значи, како за верска, гласи тие што после гласаа како во верска Македонија, машинерија за селмани се асимилираа. и на крај па еден голем дел се асимилира. Од македонците. Ама голем, мите тоа е стратегија. Значи видите што се случи кај Паланка, кога давав прошлата емисија, ќе дам и сега како пример. Луѓето беа Јеховини сведоци. Значи, за поминале египтчани, одредени католици, виделе тамо комисионери плодна почва, ги направиле луѓето Јеховини сведоци. Сега стана. Па тоа е исто демократско право. Сега стана како религијата како роми стана сега. Избор, зашто? Големи, И убедување албанци религијата. ги сликат со печено свинско месо и свинска глава. А зашто Во кажате Facebook. за еднаквост меѓу религија и албанците? Па бидејќи тоа во Македонија е случај, знаете, многу се поблиски луѓето по таа религиозна основа отколку по некоја етничка, Па вие знаете дека или културолошка. Ругова пред смртта се католизира. Се согласуваме со вас. Се согласувам со вас и тоа го кажам постојано. Меѓутоа, за И голем број на албанци. Ја познавам голем број на албанци што се католици се борат нели да се чуваат католиците во Македонија. Да, ама многу малку. Ете Јован Багиери изложението пример. Да, многу малку господине Рубен и мора да сте свесни за тоа бидејќи апсолутно албанците Значи, како да најдоминантна разликуваме- муслиманска муслиманска групација во рамки на Република Македонија се наметнува. Прво е исламизира исламската заедница и нормално кога ќе исламизират Мисля ја албанизира. Да, ја албанизира исламската заедница и нормално кога ќе албанизират, тогаш е веќе само прашање на техника како ќе го албанизират и останатој дел од муслиманското население. Второ, го имат рамкови. Тоа е сепак грешка на политичкиот систем, Ама се не е согласувам, грешка но збориме за на фактичка состојба. заедниците и на луѓето што се во главном се борат за своја екзистенција. Тука некаде прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Ова што го кажува професор Славе Ристевски, кој е најголем статистички и демографски експерт во рамките на Република Македонија, треба да биде библија за секоја македонска влада, дали сегашната или некоја идна, ако сакаме да не биде како македонци и како Република Македонија. Кои ги гледаме бројките, например пописите, иако последните два пописи е доста траљеви, па последниот не беше ни успешен, беше откажен и така натаму, меѓутоа ако ги гледаме бројките на тие пописи кои ни се на располагање, кој масовен прилив некаде од 53 до 71 година на албанци од Косово и Јужна Србија во Македонија. Драматично се гледано зголемување од 162.000 албанци кои што биле 53 година во Македонија, некаде 71 на 279.000. 81 377.000. 2,5 пати зголемување, значи тоа е едно масивно доаѓање. Јас не можам да речам без стратегија. Значи тоа очигледно дека некој имал стратегија да се смени таа демографска слика на рамки на Република Македонија. Значи преплавија тој дел на Западна Македонија, преплави еден дел на Скопје. Сега веќе пикират Источна Македонија. Значи тоа не може да биде од Господ паднато, знаете. Секаде има стратегија. Не е тоа без цел. Се согласувам. Некој работи. И ден денеска работи. Меѓутоа, ние обичните граѓани не можеме. Земете и Сирија, тоа сценарио некој работи. Не е тоа седно. И ни доаѓа топка? Да, тоа е. Сега, во однос на ова имам ја две многу значајни прашања, бидејќи ја следам ова демографска така наречена историја. 30 и повеќе години се занимавам со ова проблематика, така да отприлика ги следам тие законитости. Преку тие законитости ние ги гледаме и политичките процеси, политичките стратегии и националните стратегии, се гледаме преку тие бројки. Се е поврзано, да ви кажам. Прво, погледнете. 53 до 61 се промени структурата на населението на Република Македонија национална, со тоа што имавме така наречени масовни емиграции или миграции, да ги крстим во целина, на турците. Некаде од 203.000. Така, 230.000 и повеќе се. Се намалја за околу 80.000 до 130.000. Така, значи, со иселување и враќање во матичната земја, се промени националната структура на населението на Република Македонија. Турците веќе не беа втора. 53, 61, 17 до 18% е учеството на турците. Така е, втора по бројност. Втора. Со нивното заминување сведено е дури под 4 денеска. Меѓу 75 и 80.000. Зборувајте во релативно подобро е. Така е. Значи подобро, поиндикативно е за мене. За гледачите бројки. Не, поударно ми е. Да, они бројките ги разбираат. Тука е според не за бројките. Попис. 78.000. Компарацијата во релативни бројки е многу да кажам, позначајна, ексклузивна така. Само се иселија турците професори или се албанизира? Пошто има тенденции, има објаснување, има анализи дека ке албанците сега се исто еден проблем на наталитетот. Значи не е се тие бројки на наталитет ке албанците како што беа пред 15 или пред 30 години. Ја не сакам да зборувам од политички аспект, има и такви работи. Има две тенденции. Има и такви работи. И турците масовно се албанизираат во рамки на Република Македонија. Тоа е случајот со 2002, не го открива тој случај, меѓутоа постои. Може да се види. Постои, да ја пуштам таа
проблематика на господата кои што се повикани за тоа зошто е тоа така и така и зошто не се одржа пописот од 2011. Значи има многу причини. Вие бевте како експерт. Ја бев како член, експерт на Државната пописна комисија. Се одложи, се знаат, може и ќе се откријат други проблеми и така натаму. Меѓутоа, малку ќе се вратам пак на таа структура. Сигурно, може само едно прашање. Не мора многу да откриваме. Како експерт, во што беше проблемот да биде неуспешен пописот? Во тоа што албанците смета дека треба да бидат попишувани по оној стар модел. По стариот модел, таткото и мајката се тука, а 14 до 15 членови, до 20, како што беше во 2002, не се тука. Се во странство, ама личните карти се ке таткото се тука и таткото мајката може. То се многу примери. Ако погледнете од денес, ако прошетате, ќе видите колку сијалици се угаснати. Во Западна Македонија. Апсолутно. Колку станови се непродадени. И така натамо, и немој да ме сватат сосема погрешно, нема никаква омраза овде кај нас. Ние збориме за бројки. Да. Јас го поставам логичното прашање. Ако има толку многу албанци во рамки на Република Македонија и ако масовно се зголемува во изминатите 30 или 40 години, зошто има толку драматично намалување на бројот на албански гласачи? Бидејќи не се тука на денот на изборите, бидејќи се иселени, бидејќи на пописи со тие 15 или 20 лични карти вештачки ги запишува дека се во рамки на Република Македонија. Тоа се работи од кој никој не може да бега. Не можеме само да ставиме, ајде да речеме црн повој преку очите за да не ги гледаме тие работи. Инаку ако реално со отворени очи гледаме на тие процеси, тоа се процесите во рамки на Република Македонија. Од процесите што постојат така и други доаѓање да знам дека и мора да ја спомнам и посетата на Ердоган. Во тој период. Во тој период преписите. Што бараше да се изјаснат како што се чувствуваат како турци. Значи, Турција го согледа тој проблем. А не како албанци. Знаете, но има еден друг проблем се тука. Значи, ние говориме, нели, македонци, турци, албанци и така натаму по еден етнички состав, по една етничка линија. Тука има една верска компонента. Таа верска компонента се води преку таа исламска верска заедница во рамки на Република Македонија, кој е еден силен инструмент во раците на тој процес за албанизација на све што е муслиманско во рамки на Република Македонија. И преку таа исламска верска заедница и преку тој несреќен рамковен договор, албанците бидејќи тие се, нели, ајде да речеме газди на рамковниот договор и може да определат кој колку ќе добие и што ќе добие, масовно ги албанизираат, посебно по источна Македонија, ромите, турците, кои се сиромашни, кои немаат пари, кои немаат заштита можеби од својата држава или од матичната држава надвор од Македонија, и тие процеси се канцерогени за Република Македонија. Постојат тие процеси, пак ќе да им ги вратиме на политичари што треба да го сакаат својот народ, да ги почитуваат граѓаните, да ги откриваат причините, не да ги лечиме последиците. Ние секогаш одиме од последиците. Така е. Не може тоа така. Ако 50 до 100 години вака продолжи ситуацијата во Македонија, македонската популација ќе се намали од 300 до 500 илјади. Значи, 1,5 милиони ќе Милиони и пол. Ќе бидеме еден кварт на Минхен, не на Њујорк. Се викаме сме на Њујорк, ние на Минхен не еден на кварт. Њујорк, и сега ние сме улица на Лондон, некој на Њујорк, така да нема проблем. Или Белград е 2 Значи, ќе милиона. не фати на бугарско сценарио, кај што кај бугарите 1,5 милиони луѓе имигрира, Бугарија од 9-10 милиони се сведе Од на 8 милиони 800 сега презентации правам преку студентите, ја откриваат Балканов, компарации прават 8 милиони нешто на 7 милиони спадна и бугарите. проценот дека за 20 години ромите ќе се најбројен народ во рамки на А Република во Бугарија. Македонија има највисока стапка на наталитет. Затоа е борбата сега околу ромите, мислам, знаете вие кој експерт. Последните некои истражувања околу 30 промили се. Ако е кај нас, да речеме 11 деца 11 во целина, кај нас е подолу. Значи, кој македонци подолу. 9. Значи, кај ромите 30 деца 1000. И затоа е битката за ромите. Значи, таквото, така да кажам, репродуцирање на населението, таквата стапка геометриска просечна на растеж на ромската популација на 2,53 покажува дека тоа население е експанзивно, растечко,
и учествува младото население во старосната И пирамида. сите тоа го знаат. Да. Затоа се зона, условно речено, на лов на ромите да станат албанци. Така или да станат и, што друго, е и кај отворена. нив некојаш има некои луѓе што ги водат погрешно, а има и паметни луѓе, мора да кажам, меѓутоа некои се препуштени тоа дека ќе немаат права, дека се сиромашни, дека ќе ги вработат, значи им ветуваат различни, тоа е сценарио. Затоа многу тешко да откриете такви работи. Професоре, на сиромашен народ, се Така што е, може да му правите така е. и се што може да му ветувате. И на сите можни начини може да го лажите. Така е. Затоа и ние, кај да се појавите, зборувате за политика, за политичари, Тие ни определуваат судбината сиромашнија, и ама животот. кој зборува тоа? Невработените и сиромашните. Едва и ги чекате. Оделни граѓани на Швајцарија, да карикирам, не го знаат преседателот кој. Согласувам. А овде едва чекате избори да има, да им дадат 2 вереки брашно, Значи, или да може треба да ги многу вработат. На кого му одговара да исчезнат турците во Република Македонија? Многу добро прашање, но Го знаете ли одговорот? Го знаем одговорот. На кого му одговара? На кого? На некого од државата. Знаете, гледате кој е тој еден историски парадокс. Вие ги исламизиравте, а тие сакат сега да ве албанизират. Добро, не би рекол дека тоа така. Во едни историски моменти исламот во Отоманската империја бил религија, водечка религија и поради интерес, поради низе факти, едни се исламизирале, други не сакале исламизирале, тоа се почитувало и тоа се историски факти кои би требало во историја да ги оставиме. Но исламот го донесовте вие, како турци. Да, ние го донесеме како турци, така Преку е. Сулеман Величествениот, преку други турски Преку султани, така сите натаму. тие Така натаму. историски личности кои останале во минатото. И сега сте муслимани од втори или трет ред во рамки на Република Македонија. Може би така се постои дека се муслимани втор ред, но пред се и над се ние сме граѓани од втор ред и трет ред, од трет ред во Македонија. Господин Аднан, за вие да се појавите на некоја македонска телевизија, треба да глумите од турска серија. Тука е проблемот. Да се слушни што размислуваат турците или турски политичар во рамки на Република Македонија, мора да глумите или во Румелија, или во Елив, или не Може знам би. ова Љубовта боли што оди на канал, за да може да ве видат и да ве слушнат. ако Турска ме прифакате како глумец, како артист да глумам, но факт е дека јас како председател на партија, ко турчин, ко интелектуал, како сакате, сум незаинтересиран пред се за државната телевизија и на македонски на турски јазик, па сум незаинтересиран и за другите телевизии на албански на други јазици. Затоа што сите, апсолутно сите почнувајќи од државата, не сметат нас ко мала нација, граѓани од трет ред, и така натаму и сака да не подскусура. Вие сте некаде 79.000 турци во рамки на Република Тоа е Македонија. само по околу 79. Убеден сум многу повеќе. Од некаде 203-204.053 година, значи во некој период од 40 на 45 години, вие сте 3 пати намалели, значи сте сведени на 79-80.000. Да. Колку од турците се пишуваат ко албанци во рамки на Република Македонија? Па веројатно многу. Веројатно многу, бидејќи последниот попис поради игрите без граници на сегашната власт не се одржа. И проблем беше и попис од 2002 година. Да, директора бев во пописта комисија, ама јас тогаш излегов, за жал, новинарите тогаш не сака ни да приметат, ни да се артикулираат дека не го признаа пописот, поради тоа што на многу места турците се пишува, како што се пишува, Како се пишува ко албанци? имаше кои албанци, имаше на друг начин, не ги попишува. На последниот попис дојде и Тајип Ердоган во Република Македонија, ја прати во Врапчиште, Гостивар, тамо кај што посети, нели? Да. А дојде после неколку недели после операцијата и болеста што имаше, Добро. да прати порака дека турците треба да се пишат во пописот или да се запишат така како што се чувствуваат. Тоа значи дека некој пробал да ги асимилира турците. Не, видите, во рамки на Република мојата Македонија. теза не е дека некој проба да ги асимилира. Турците, за жал, се иселуваат. Се иселуваа во едно време. Меѓутоа А се асимилираат од даден момент каде што државата не третира и не стави во рангот на граѓани од трет ред. Вие сте стар скопјанец? Стар Скопјанец.
Гледате како турците исчезнуваат старите турски мала, Чај, Газибаба, Јаја Паша, и се населуваат со тој механички прилив со албанци кои доаѓаат од Косово. Значи се што беше еснавско, граѓанско. Добро, кој им дозволи тоа да го прави? Македонска држава за Македонска држава. Зашто не им дозвола словенската држава, бидејќи стално взимаме пример да направите? Кој им дозволи да направат плошта Скендербек? И сега ве прават граѓани од Ретрет. Моите коите не мешате тези. Не прават албанците граѓани од Ретрет. Не прави државата. Ги дистанцира. Ама господине, Не. Зашто не погледнете на вистината во очи? Погледам, еве. Ама вашиот проблем е со албанците, рамковниот договор, исламската верска заедница. Нашиот Рамковниот договор е финансиска мок во рацете на албанците. И турците поради таа финансиска немок мора да се прават албанци за да може да користат Втора работа. Исламската верска заедница. Па исламската верска заедница е главниот топус, главното легно на албанштината во рамки на Република Македонија. Може да се каже така. Така е. Зашто не зашто не сте искрени го признаете? Која се почнува транзиција од 90-те години во Македонија. Од тој цел општествен капитал. Кој го зема тој капитал? Од чии раце помина? Па капиталот општествен модел на македонците во еден најголем дел, а криминалот во рацете на албанците. Подоцна албанците со тие пари како е возможно почна да влагат во други сегменти на општеството. Викате правеле криминал. Ама ако правеле криминал, зашто државата не ги осуди нив? Зошто државата, кога турците, во Источна Македонија тука да прават некој прекршок, до крај ги гонат нив, ги затварат, ама ако албанец направи некој прекршок, се прегледа низ прсти. Затоа сум јас крив? Да не се лажиме, почитувани гледачи. Не постои наталитет во светот кој ќе има возможен едно малцинство во рок од 50 години од 160.000 жители да порасте на 500.000 жители, како што е случај со албанците во рамки на Република Македонија. Тука стана збор за еден масовен, ама баш масовен механички прилив на албанци од Косово на територијата на Република Македонија и тој механички прилив подосна ги удари темелите на тоа што се случи 2001 година. Значи 61 година се менува рапидно. Структурата. Тоа е доселување од Косово? Не, прво турците си заминуваат. Од 17-18 директно се вклучува, се променува структурата, албанците го, така да кажам, го компензираат тоа учество. Природни или албанците со таков наталитет така рапидно да Јас влегов во судир конфликт со некои албански интелектуалци. Или тоа е механички со доселување од Косово? Повеќето е со механички. Бидејќи после земјотресот посебно се доселуваат масовно овде. Особено да потенцирам од 80-та година навак. Миграцијски процес. Липково, Арачино, тоа е све, погледнете, колку се сега. Арачино е 14.000 може би. Така е. Ние, половина од нашите градови во Македонија нема 14.000. Кога ќе помините навечер кога се враќате од Куманово или од Белград за Скопје, од десна страна кога ќе погледнете Парачиново ко мал град. Значи, така наречени неконтролирани миграции. Некој мора, што е води држава власта, да ги контролира миграциите. Тоа ти е сменува демографската карта и други работи со сите работи што ги носат миграциите. Кој ќе се оселува еден мигрант, со себе ги носи своите карактеристики. Пол, старост. Знаете, професоре, тука можам да ве дополнам. Гледате, македонците и албанците, кои биле домицилни овде, се иселувале со тек на време, се иселувале и турците. Таа кохезија што постоела кај нас 50, 60, 70 години на заедничко живење. Тоа се вика така наречено автохтоно население. Се руши и ние имаме проблем со овој механички биле поврзани прилив. Со автохтоните албанци, турци. Апсолутно. Јас мора да ја спомнам покојната баба и така натаму. Ние до 61 имавме година што ми кажувала и така натаму, може би до 70 турска фамилија во Песочани, во општина Дебрца. Турска фамилија. Ова Румелија е за општина Песочани, што беше серијата што ја гледавме. Така, значи, тоа е вистина. А ја човекот сум го видел како дете. Значи, јас се сеќам. При нас и 2001 не ни направеше автохтоното албанско население проблем. Ни праве овие што се со механички прилив доселени во рамки. Дури има проблеми со нив.
собствени. Ги уценува, ги правеа, имаше 350 работи кои се плашеа после. Сега да не пред камера зборуваме, можда ќе кажеме. ни се наљути некој и така нетоа, меѓутоа тоа се реални ситуации. Стојат. Ромите се најбрзо растечката популација во рамки на Република Македонија. Тоа сите го знаат и сите кои работат на одредени проекти против Република Македонија играат токму на таа карта. Од тие причини ромите се сведоци или на некој начин се носители на сите тие можни манипулации кои се прават во рамки на Република Македонија од етнички, финансиски и верски контекст. Поради тоа, ромите прво се албанизираат, подосна се исламизираат и на крајот се радикализираат. И всушност, така радикализирани, ромите се на некој начин експлозив, опасен околу појасот на Република Македонија. Пример, бекташите ни е проблем. Ние се уште не сме ги регистрирале бекташите. Така ли? Не само што не сме ги регистрирале, Да. им ги рушат верските објекти. Точно И така. тоа им ги рушат. Значи неки- проблемот не е кај албанците И или то- кај заедница, и тоа проблемот не е во им ги рушат политичкиот систем, христијани. во законодавството е И тоа проблемот. не им ги рушат христијани и верските објекти, им го рушат муслимани. Во Сирија, знаете, не се борат христијани и муслимани, да. Сега од кога влезе Русија можеме тоа да го говориме, и тоа претходно се бореа муслимани и муслимани. Срушени се голем број христијански објекти во Сирија, значи не би Па се срушија за да се Од- предизвика цивилизацијски конфликт. Значи да По мене. разликуваме ислам и заедница и исламизам. Значи мора да разликуваме, значи ова што се случува со исламизам како идеологија, која е со политичка идеологија која се радикализира, и тоталитарен режим што спроведува една група на Ма вие мислите интересна кога група. патат они бомби, А калашникови. против ислама, дека- колку традицијата, култура и цивилизација, мислам дека тоа Мислите не дека они го се раз- оградуваат голем број од тоа. Не видов ја нешто, освен што ставија слика на Франција, никој не се огради и то сите цитира нешто Да, кураното па, миролюбие, преку да се огради кај нас Иерусалемот, дека ова е да се нешто огради. таква миролюбива вера, а не видов дека некој поименично се огради, каже дека тоа е лошо и зло е за исламот во рамки на Република Македонија и така натаму, и жогосување на исламот секаде во светот. Реуса се огради вчера или завчера, мислам, имаше изјава. Онако се огради, значи можеме мирно да спиеме. Не, во главна, значи, не знам, Отко ги дозволи следите- да се накотат колку овде. Ги следите, Отко ги дозволи да се дебатите, накотат овде. дискусиите и во Египет, во Турција, во Сирија, значи голем број на врвни интелектуалци. Ал Джазира само ако следите ќе видите дека голем број на интелектуалци потоа се оградуваат. Значи ова што се случува со тероризмот е тоталитарност. Нешто еднакво на нацизмот што беше. Не може да ги виместите германци за нацизмот. Може да ги виместите германци за Четири нацизмот. држави, знаете, 4 држави се спонзори на тој тероризам. Надвор, да речеме, од тој Кои се христијански пратили свет. на кого? 4 држави, тоа се Саудиска Аравија, тоа се Катар, тоа се Емиратите и тоа Кои што се прозападни повеќе ориентирани. И тоа е така? Турција. Турција нас ни формира 3 или 4 медиуми овде во Република Македонија, дури финансира и политичка партија која е нова во рамки на Република Македонија. И никој ништо не збори за тоа. Гледате по верски, по секакви други основи, значи се формира партија, медиуми, телевизии, пишени, кои се финансирани од парите на Ердоган. Ал Джазира, со тие нејзини катарски пари, е спонзор на овие што се исламски терористички групации. Значи спонзор е, пари се дава таму, никој тоа не го негира. И после они од кога ќе се случи ваков грозоморен терористички акт, ќе се оградат. И ништо треба јас да правам. А кој стои Да нахушкам преку мојата за емисија овие држави? едно 2000, да нахушкам преку мојата емисија едно 2000 млади луѓе, да земат пиштоли, да земат динамит и после ќе се оградам од нив. И тоа е тоа перверзија. А кој стои за тој 4 држави? Идеолошки и коалиционо, што мислите? А вие што мислите? Па јас знам добро кои стојат. Да. Значи И на крај пак ќе бидат христијаните. Не, Дали- дали јас сум православците, дали такви католиците, културни пак тие ќе бидат. релативизам не се Сега бавам. уствари муслиманите се неуки, Не. немаат. Тоа, Да. Тоа е, па видите, тоа се обидот да ми го пласираат. Муслиманите Не, се вие неуки. пласирате, ништо не Значи пласирате. муслиманите се неуки, ама е христијаните, американците или не знам британците или французите или значи- русите, тие ги хушкаат, им даваат пари и оружје и овие убиват, а се недолжни уствари. Не, тоа вие го кажувате, не го кажав Ама тоа. тој лајт мотив сакате да го Ќе ми пласирате. дозволите или вие ќе Ајде, зборувате? Ако повелете. дозволувате вие да го знам. Повелете, ве. Значи сепак јас сум гостин тука. Ама повелете. Да, благодарам. Значи, Америка, во секој случај ги знаеме врсти на Америка, што ги имаше и со Ал-Каеда, што ги има и со ИСИС, барем се излегува тие во јавност. И не би се сложил да направиме знак на равенство на овие организации, кои што имаат во секој случај јаки врски со одредени структури, значи не може да кажеме кај официјално може би Америка тоа го поддржува, меѓутоа структури во Америка, во Соединетите држави и структури што се во Саудиска Арабија, секој што го прават овие зулуми во посно време што ни се појавува. Тоа е мое мислење, се може би грешам, не знам. Знаете кој проблем ко муслимани ќе имате ако се исламизира Америка?
Тоаш нема да имате ни едно логично објаснување дека некој друг ви ги правите работи, а не самите. Дека всушност сте генератор Тоа зашто не кажете Дейвид Мур на интервју, тука ќе кажете да Дейвид Мур овие работи. Знаете, сега видите, ако ви Америка крива за све, во еден најголем дел е и крива, но ако се не е све крива, не ако е све евентуално крива. се исламизира во еден момент, еден ден Америка, како што се и таму трендови тенденции, тоаш нема кого да обвинувате. Ќе треба да се соочите, ќе треба да се соочите со самите себе, бидејќи генерацијата или генерирањето на злото, што сега се разлева по париските и по другите европски улици, се самите муслимани. Тие се во џами учени. Тие си на погрешен начин учени. Знаете ли кој е Тарик Рамадан? Го знаете ли кој е Тарик Рамадан? Ги гледавте како тие луѓе се екстремизираат, а се плашавте нешто да направите. Значи, ваква тотализација е, мислам, неприфатлива за цивилизацијски свет да зборува. И толеранцијата е во секој случај многу ниска. луѓе да ги легнат по париските улици. Значи, колку луѓе познавате од муслиманскиот свет, некој интелектуалец што дал принос за светот? Познавате ли некој? Има многу. Пример? Има многу, па видите. Тие што се појават по телевизии што ги поддржуваат терористите и така натаму, тоа се муслимани. Овие духовни оци што им се водачи. А ова како си се во Франција, како си Ле Пен, а таа што е? Таа ли е невина ли е се во ситуацијата? Па не земаш мајзар и да убие 20.000 муслимани. Па не. Таа не зема тенк па да влезе. Тие што зборуваат по медиуми. Таа не зема тенк па да влезе на тревогето. Па не зема никој французин. Не зема никој французин калашников или пластичен експлозив па да убие на 200 муслимани во гето. Значи ја не го правдам тероризмот во никој случај. Не знам каде тоа стојка, ја правдам тероризам или тоталитаризам. Јас сум мултикултуралист, јас сум против тероризам и против тоталитаризам. Терминолошки имаме проблем. Европа има проблем, не. Дали се овие луѓе бегалци или се мигранти? Не е тоа клучното прашање. Како не? Клучното Ако се прашање е бегалци, колку меѓу овие луѓе има терористи? Дали си мигранти или бегалци? Ако Македонија користат како транзит, јас немам никаков проблем. Јас немам никаков проблем. Но клучното прашање е колку во ова реке на бегалци нас ќе ни набутат терористи. Зашто ми тоа прашање го поставувате? Ако кренат у Охрид или у Скопје некој објект овде, тогаш ќе видите колку имате вие од тоа интерес или немате интерес или јас или било кој во рамки на Република Македонија. Не, јас сум експерт за тоа прашање, што мене тоа прашање го поставувате. Што се фативте тогаш да го дебатирате ако не сте експерт? За тероризам? Па вие почнате за тероризам да зборите. Почнате да цитирате големи мислители муслимански што се воле на Ал Џазира. Еве пред 5 минути. Кој те мисли што цитирав јас? Па цитиравте, кажувавте дали сте го слушнали овој, дали сте го слушнали оној, дали сте виделе колку се оградиле од ова. Тарик Рамадан е врвен интелектуалец што живее во Франција. Во ситуација да немат одговорите. Не сум експерт за тероризам. Тарик Рамадан, дали знаете кој ве прашав? Не ми дадовте одговор. Значи тој е врвен интелектуалец што живее во Франција. Значи кој што дебатира и дебатирал нели со големи мислители француски, кој што воопшто не е терористички, кој што вие сакате да наметнете настан, него чисто нели разговара за класицизам, за неокласицизам, за тие западни цивилизацијски вредности. Имате ли логичен одговор? Зашто тој врвен интелектуалец има многу помало или минорно или мизерно влијание во споредба со некој прост имам или оđа тамо во некое забутано муслиманско место во Франција и тој има влијание врз овие луѓе да фатат оружје, а овој врвен интелектуалец никој не го ни рецка. Колку луѓе фатиле оружје, што мислите вие? Значи тие што фатиле оружје не се од Сирија или од тие луѓе се дојде исто еден од Сирија. Не, зборуваме за ИСИС, така ли? Тие луѓе што значи ние имавме прво проблем што од Македонија одеа таму, од Косово одеа таму што војуваат. Значи тие воопшто не се етноцентрично не размислуваат во таа некоја што нивна организација што има терористичка или исламска држава што нарекува. Значи тие муслиманите од цел свет таму одат и се мобилизираат како што јас имам сознание. Иако ја пак ќе кажам не сум експерт тероризам. А тоа што терористите доаѓаат меѓу стотици луѓе поминали еден двајца, затоа имаме служби кај тоа си го проверат да си го направат. А што мислите кога имаше евреи, бегалци, германи, нацисти немаше меѓу нив, имаше и нацисти меѓу нив, така ли? Колку еврејски кампови си со така бегалци се. Јас не бев роден во тоа време. Па јас сум етнолог и ги знам тие работи. Бев роден 99-та година. Добро. Имаше бегалци од Албанија кои дојдоа на македонска територија. 300-350. Значи имаше теза дека ме интересира плода, не ме интересира корено дрво, така? 350.000 луѓе беа овде. И дадовме гостопринство, им дадовме кампови, Македонија се распосла со све што имаше и што немаше да им помогне тие луѓе. И 2001 година ни се вратија во сватови и не направија војна. Сите бегалци? Па не треба сите, доволно 1%.
Не треба да има 10.000 муслимани, доволно Значи, се господин 10 Ефтов, ја да мислам окренат. дека вие сте интелектуалец, дека може да Кој решите што е интелектуалец, бегали се кога терористи. гледате 150 луѓе убиени тука, завршува и интелектуализам, завршува и космополитизам, завршува све. Ама не, Значи, не морате може- прво да се соочите со тој Јас сум проблем соочен, внатре. вие не се соочен со реалноста, јас сум соочен со реалноста. не сум соочен со Не сте реалноста. воопшто. Па ги И гледате ли премногу тие слики? терористички Ги гледате гледам. ли тие слики во Париз? Сум ги гледали во Берут и во и Кенија, Берут се ги и гледа. во Москва сум гледал тие слики. Ама кој убива? Христијани ли убиват? Еве и Бейрут спомнувате, еве и Москва спомнувате. Да. Пак муслимани се евуват. Па добро, јас ше имам сум, јас сум атеист, јас ше имам со таа работа, што А сега ме и атеисте. Претходно не бевте Па не, експерт за а нешто- тероризам, сега сте атеист. Па точно. Значи како ќе дојдете да Јас имате сум, одговор? значи јас сум мултикултуралист, јас сум А антрополог. сте и сигурни нешто. дека Рубин Земон се викате на крај на интервјуто да не речете дека не сте ни Рубин Земон, дека некој друг во ваше име збори? Ова е премногу ниско од вас. Значи, прво немате аргументи, премногу паушално разговарате и со лајт мотиви. Сепак разговарате со една уште, немате така да разговарате. Нагали? Знаете што е она што треба да го разбери секој граѓанин на Република Македонија, без разлика дали е Васко Ефтов, Никола Гуреевски, Али Ахмети или Зоран Заев, дека еден човек, една персона во одреден временски период може да биде попишан само на едно место или само во една држава. Значи Васко Ефтов може да биде попишан или во Република Македонија, или ако е подолго од 12 месеци одсутен на Република Македонија да биде попишан на Нови Зеланд или можеби во Швајцарија. Само албанците во Република Македонија не сакаат да се соочат со тој факт и тие сакаат во исто време да бидат попишани и во Швајцарија и во Република Македонија. И тоа е причината зошто се проблематизирани сите пописи последните 20 години во нашата држава. Без турците и без ромите, албанците не се 20% во рамки на Република Македонија. Гледате вие како си пукате во нога. Па да, ако ги трнеме турците кои се пишеле како албанци, ако ги трнеме ромите кои почнувајќи од 2002-2003 пописот нааму, значи масовно почнува да се пишат како албанци, албанците нема да има 20%. Ке крахира рамковниот договор. Значи, тоа е И вие нивно- сами си пукате во нога всушност. Не можеме ние сами се пукаме нога, бидејќи некој ни пукнал во ногата, ние не можеме кривиме за да движиме, а дали некој ја запише Ние не можем турците да ги пишам албанци ако тие сами не сакат. Па видите по цела источна Македонија тие се пишат албанци. Точно, но кој им даде право? Кој ги третира турците како граѓани од трет ред? Албанци или државата кој претендира да биде носител на Ако вие се правата? стегнете ко турци, и се заврши домашната работа, албанците ќе паднат по 20%. Тогаш нема да глумат газди на рамковниот договор, тие да вработуваат, тие да прават. Исламската заедница ја чувствуваат ко топуз во нивни раце, ајде да речеме ко некоја хаубица, кој не им одговара, преку исламската заедница пукаат. И ги исламизираат сите оние што не се Точно, ги албанци. исламизираат. А кој треба да спроведе законот во оваа држава? Албанците или тој што треба да води оваа држава и Ама да биде нас носител? 56, За жал. ама се тоа во ред, господине. Кој направи уставот од 2001 година, 2002 година? Ама видите, се тоа добро не земеле пушко рака и го направиле уставот. Значи по таа логика треба сите да земат пушко рака и да ги направат своите и да добијат своите права. Вие го кажате тоа. Што е апсолутно по мене цивилизацијски неприфатливо. Но гледате, вие им ги направивте џамиите. Зборам како турци, кои дошле ке биле 5 века овде. Вие им ги изградивте џамиите. Добро. Сега тие зимат, ги реновираат џамиите, ги прават во саудиски стил. Не можете да влезете у тие џами и да имате, ајде да речеме, молитви на турски јазик, оđете да пеат на турски јазик, не ги разбирате. Не само што не ги разбирате, неко проповедате и албанска политика рамки на тие џами. Значи, све е исполитизирано. Па колку џами има у Скопје на кој може турски? Многу џами има во Скопје. На кој може турски? Значи, можеби во една џамија само се проповеда. Од сите џами што им ги изградите, само една можете. Но, она што исламска заедница прави, тоа ја често пат сум кажувал, јавно да прави, или ги фаворизира, да кажем, албанците. Кој треба да реагира? Пред се, ние и државата. Турција не е стратешки партнер. Турција е еден од најголемите инвеститори. Така е. Турција заедно со Бугарија се првите држави кои ја признале Македонија под уставно име. Со албанците имаме серија на конфликти. Не признава Албанија како фирум, не признава како Република Македонија. Косово ни направи војна 2001 година, иако отворивме цела територија 99 година, и ние преферираме со албанците да правиме во наводници партнерски односи, а сите други муслимани да ги им оставаме простор да се асимилират и да се прават како албанци. Точно, оставате простор. Јас како партија нити имам мок, нити сила, нити сакам да се конфронтирам во рамки на оваа држава која е моја држава. Сакам да законот да третира сите граѓани во Република Македонија на еднаков начин. За жал не ги третира еднакво. Имаме државата Македонија према едни се однесува како мајка, према едни како маќа.
И тоа е суштината на проблемот. Законите не се секаде еднакви. Едноставно, преку системот на сила, а силата не е само сурова сила, сила на економска сила, парите и така надаму се, прават да некој има повеќе или помалку поддршка. По две. Сте били ли вие во Источна Македонија, во какви услови живеат турци, видите? Не само турците, ромите. Мола? Не само турците. За ромите има кој да зборува, има ромски партии. Не само турците, ромите. И масовно се албанизират. И масовно се хушкат, и масовно радикалниот ислам влага во дел на турски села. Нормално, и влага во дел се. Ако можете да правите во една македонско село кој што 20 живеат патишта, одека стотици има немаат и патишта. Што ќе прават тие други? Знаете што не можам да. Како може да? Знаете што не можам да разберам? Со турски пари се прават медиуми со доминантна исламистичка нотка, со турски пари се прават верски партии во рамки на Република Македонија и исто така со доминантна исламистичка нотка и начело на тие телевизија, на тие медиуми пишени или електронски и начело на тие партии турците стават албанци. Кај да ја најдам логиката? Со пари од Турција се прави тоа. Кај да најдам логиката? Со пари од сите граѓани на Република Македонија има телевизија на турски јазик, каде што јас во Лида 8 години сум стапнал, на турски јазик. Значи со наши пари, со заеднички пари, блокада имаме и во турска телевизија, и македонска телевизија, и албанска телевизија, кои со македонските пари. Во тие преговори сега што се опожено, веројатно ќе се среди тој дел на медиумите. Да имате ли логичен одговор? Имате ли логичен одговор? Имаме логичен одговор. Зашто Давутоглу, зашто тај Пердоган фрлат пари во Република Македонија? Тоа исламистички медиуми, прават верски партии. Знаете за која верска партија се збори, таа што е сега ново формирана, и на нивно чело не стават турци, стават албанци. Зошто? Видите, луѓе, Турција е друга држава. Јас сум тука да зборувам за турците во Република Македонија. Ама да разбереме вас, но Турција е матична држава. Ако Турција смета дека не треба тие пари да ги користи, да зајакне турскиот елемент во Македонија и да дозволи тој турски елемент да се асимилира и ги фаворизира албанците, тука нешто не штима, нешто смрди. Нешто не штима, веројатно, ама не штима од почеток, бидејќи турците во Република Македонија, од страна на Република Македонија се ставени на маргините на реалниот живот, на маргините на се што се вика цивилиско однесување и нормална последица е ваквото однесување. Имаше пред пола година, пред една година голема афера во Турција, кога директорот на една мокна турска банка која е присутна во Македонија беше фатен и му беа запленети големи количества на пари, некаде 10 милиони евра се спомнуваше и имаше кажано дека тоа е за операции, не мислам операции медицински, туку операции политички, верски, секакви други во рамки на Република Македонија. Тие пари се ги гледаме, се појават по медиуми, се појават по политички. Добро, да прашам, каде е власта? Во Турција, ама Турција опсен. Ама добро во Турција. Ама каде е власта во Македонија да ги испита тие наводи? Каде е власта да иде со информација дека дали е тоа точно или не? Каде е власта да каже дали е возможно или не? Каде е власта да ги испита сите тие невладини организации кои немаат 5 банки на сметка, а прават ифтарски вечери со 600 луѓе, каде што Груевски и Ѓорги Иванов седат на чело, и сега тие не можат да одговорат, треба да одговорам. Јас нити сакам, нити можам да одговорам. Само Господ знае што ќе се случи во Република Македонија кога бидат отворени тие нови 6 бегалски кампови. Последните бегалски кампови кои беа отворени под основа со војната 2001 година. Јас се надевам дека се ќе покажеме многу повеќе среќа, ако веќе не сме во состојба да покажеме многу повеќе мудрост и да извлечеме одредени заклучоци од нашето минато. Сега спомнавте пред извесно време за кризата од Сирија. Ќе ни дојдат бегалци. Има некои најави дека може 6 града да се направат или 6 прифатни центри во рамки на Република Македонија. Па имаше некои германски поранишни министри за надворешни работи, Јошка Фишер, кој веле дека може би и град треба цел да се направи некаде од 100 до 150.000 жители да бидат населени, дали во Јужна Србија, дали во Македонија, областа на Западен Балкан се спомнуваше. Според нашиот закон за попис, тој што има статус на бегалец, во момент на правење на попис ќе биде попишан во рамки на Република Македонија. Може ли тоа да ја смени, ајде не да речем етничката, туку таа религиозна карта на Република Македонија? И ако македонците станат малцинство за 35 години, дали христијаните може да станат малцинство за многу пократок рок во споредба со тие 35 години? И тука сега може да се судрат демографски критериуми, економски, правни критериуми за дали бегалецот
може да има По последниот попис. закон на попис може оставена таа можност дека се попишуваат и ги реди сите тие и бегалци кои во моментот на правење на попис се детекнуваат на територија на Република Македонија. Јас сум убеден треба као таа колона графа небитно да има посебен третман и дали ќе биде во опфатот на населението на Република Македонија. Може да биде евидентиран, не опфатен во бројната состојба. А да биде евидентиран. Значи имате два концепта. Концепт на постојано население што се спроведува, пописите, тоа е методолошки пристап, или де јуре, правен, и концепт на присутно население, де факто. Овие концепции се различни. Ние, сите повоени пописи до 91 не, 81 беа по концептот на постојано население. Значи, што значи тоа? Сите се попишуваат кои што или влагаат во бројот на вкупниот број на граѓаните на Република Македонија, кои што имаат законско живеалиште, куќа, све тоа и други. Де јуре, правно. Де факто, од кога почнува? Присутна од 94 и 2002 тука ни се измешаа концептите. Значи од проблематизираните пописи. Првите Што значи два тоа? проблематизирани И дури вие како економисти, како истражувачи и експерти не можете да споредувате. Многу е битно. Две различни категории. Некој мора да води сметка во методолошкиот пристап. Што е разликата просто? Ево ќе ви кажем што е де јуре четврта. и де факто. Де јуре е правно си имаш законско место на живеалиште. Значи имаш си живееш куќа што бил работа све. Све. Тоа е тоа. Тоа е значи И сите тие лица кои се нашле во критичниот момент се попишани. Се попишуваат бидејќи тука живеат и работат и така натаму. 94-та значи 2000. 94-та и 2002 не е така. Значи таму Можда е концепцијата по постојано, меѓутоа што викаме, особено за лицата кои што се една година надвор од Македонија. Значи како бегалци ве. Значи они се надвор. Тие се офатени во земјиве на Европа. Значи на две места се попишуваат. Така, со пописот на Германија што стан офатени значи, како емигранти и така натаму. Значи тој во Швајцарија, во Германија и во Македонија се попишува. Така е, јасно, ја мислам. Како може тоа, професоре? Сега видите, значи викаме ние над една година. 94-та што направиме? Ги опфативни и нив тие, ама и ги вклучиме во вкупниот број. Тоа е концепцијата 94-та. Мешавина нешто. Сега што тоа значи? Ајде речеме од демографска статистичка. Тоа значи според мене. Ние се уште не знаеме колка е реалниот број на граѓаните во Република Македонија. И нема да дискутирам повеќе. Не знаеме. Не знаеме. Некој свесно сака да не знаеме? Најверојатно. За да може да прави разни математики, 25%. И праени се математики. 20%, 17%. Праени се математики. Која е таа сива зона што се остава, професоре, за Кај се тие 150.000? државјанство? Значи да биде матно, да има завеса. Па се ги употребува. Да се пазарат, да се прават. Јас не сакам да се спуштам на тоа ниво, ку такви работи, пазарења, мислам, меѓутоа не е добро. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.